Зошто Австралиското здружение за клиничка онкологија минатата година ја вклучи физичката активност како официјална терапија за канцер? Кои три вида на канцер имаат подобрено преживување доколку пациентот почне со физичка активност откако ќе се воспостави диагнозата? Кои се видови на малигни болести поретко ќе се појавуваат доколку луѓето бидат повеќе физички активни? На овие прашања ќе одговориме во следните неколку минути. Во денешното видео ќе зборуваме за: прво, како физичката активност е поврзана со превенцијата на малигните болести. Второ, како откако ќе биде воспоставена диагнозата, физичката активност помага да се подобри исходот од болеста. И секако, на крајот ќе дадеме неколку практични совети. Може ли физичката активност да спречи појава на малигни болести? Најнапред да ја расчистиме терминологијата. Кога зборуваме за малигни болести, не можеме да ја употребуваме токму таа терминологија. Не можеме со сигурност да кажеме спречи. Имено, можеме да зборуваме за намалување на ризик. И тоа е прифатливо во медицинската наука, дека различни активности, исхрана, физичка активност, се друго, придонесува за намалување на ризикот од појава, но не можеме со сигурност да зборуваме за спречување на појава на малигни болести. Зошто? Заради тоа што се уште, иако е 21 век, не сме сигурни на кој начин прецизно започнува процесот на создавање на малигнитет во нашето тело. Но сепак, иако не го знаеме тој механизам, знаеме дека физичката активност значително придонесува за намалување на ризикот, за намалување на појавата на малигните болести. Речиси за сите малигни болести кои што се испитувани, и дури такви кои што и не би ги поврзувале со физичка активност, например, канцер на мочниот меур. И за тој се знае дека доколку сме физички активни, се намалува веројатноста тој воопшто да се појави. Така што најбитниот совет кој што е по однос на превенцијата, да почнеме да бидеме физички активни на дневна основа. Речиси сите малигни болести ќе имаат помала веројатност да ги сретнеме во животот. Верувам, ова го расчистивме. Физичката активност помага за спречувањето воопшто да се појават малигните болести. Но, многу поинтересен феномен е следното. Дури и од кога ќе се појави диагнозата на малигна болест, физичката активност има силно влијание, ни оддалеку не е сеедно. Канцер на дојка, канцер на дебело црево и канцер на простата значително се поврзани доколку пациентот како што веќе се диагностицирани, потоа почне да биде многу физички активен, па дури и да е трет стадиум. Има разлика во исходот од болеста. Според различни научни студии, ризикот се намалува за некаде помеѓу 30 и 40% од фатален исход. Тоа големо влијание ги тера научниците во светот да сметат дека физичката активност треба да биде апсолутно составен дел на самиот третман на малигните болести. Можеби токму затоа и Австралиското здружение за клиничка онкологија, да го одговориме прашањето поставено малку претходно, од минатата година официјално ја вклучи физичката активност како дел од терапијата за малигните болести. Без да навлегуваме многу длабоко во молекуларните механизми на канцерот, сепак накратко да кажеме како физичката активност придонесува да се бориме со него. Прво и основно рековме дека физичката активност ја намалува веројатноста да се појави малигната болест. Механизмот за тоа се претпоставува е добрата циркулација. Имено колку повеќе сме физички активни, толку повеќе се зголемува циркулацијата и му даваме шанса на имуниот систем на нашето тело да го фати што порано тој малигнитет, додека уште е неколку клетки само и тогаш да го уништи. Следен начин, следен механизам е тоа дека нашето тело може веќе појавени тумори во телото со физичка активност да го намали нивниот прогрес.
Се смета дека постојат така наречени супстанции миокини, кои што кога сме физички активни, се ослободуваат во системот и тие директно го инхибираат, медицински велиме, или го намалуваат растот на туморот. И конечно, практични совети. За сите кои што сакаат да се борат да не дојде до таа диагноза, 30 минути физичка активност на ден, 5 од 7 дена во неделата, е тоа што вели Светската здравствена организација дека е доволно, или би рекле некои 150 минути во неделата. Истото важи и за пациентите, кај кои што веќе е воспоставена диагнозата. Меѓутоа, кај нив има еден мал совет претходно кој што мора да се припази. Имено, ако веќе е диагностициран рак кај пациентот, неопходно е пред да почне со физичка активност, да разговара со својот онколог или да разговара со интернист, да се утврди која е општата состојба на телото, веројатноста дека ќе може физички да биде активен е голема и тогаш да почне малку, постепено и конечно да стаса до тие посакувани 30 минути на ден.